Може би не е најстарото. Може би годинава не слави голем јубилеј, но затоа е најдолготрајното измерено во временски период или во денови, ако повеќе сакате, во текот на летото, културно лето кое што се одржува во Битола. Денес во студиото ќе зборуваме за Битфест и неговото 17-то издание, а по тој повод гостин во студиото ни е Благојче Божиновски, директор на Културно-информативниот центар од Битола. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и благодарам што имам можноста во името на општина Битола, на сите други културни институции и чинители на градот Битола кои придонесуваат за развојот на културата, да ја презентирам понудата што ќе ја имаат нашата публика и нашите гости да ја проследат во општина Битола ова лето. Ова лето, како и изминатите години, кажав по бројот на денови во кои што ќе се случуваат културни манифестации, веројатно сте културно лето кое што најдолго трае. Годинава започнувате на 26 јуни и тоа со еден убав концерт. Групата Леписол својата турнеја по повод 50 години од постоењето ја започнува токму од Битола, токму од Хераклеја и со неа практично го отворате Битфест. Да, во рамките на Битфест, значи ќе се реализираат повеќе настани кои што ќе понудат прекрасни содржини, кои што ќе имаат за цел да покрај да го задоволат и да ги задоволат потребите на локалното население, годинава, значи се планира малце и пошироко и порегионално презентирање на нашата култура и културните настани. Да, Битфест ќе се отвори со нивниот концерт по повод 50 години од јубилејот фактички на основањето на Леписол, и ќе се затвори на 31 август со исто така еден поголем и поинтересен и можда и би рекол по-ефектен начин во однос на претходните години, во кои што можеби за прв пат сите три национални институции, Националниот театар во Битола, Центарот за култура од Битола, дел од музеот и културен и информативен центар како локална институција ќе креираат и ќе презентираат едно посовремено и малце модернистички изведба на еден фестивал кој што полека ќе премини во традиција, тоа е Серенада. Во минатите години Серенада се одржуваше во почетокот на јули, сега сето тоа малце ќе се модернизира и ќе се добие една сосема друга димензија, на сосема друга естетика која ќе се презентира на самиот 31 август. А во меѓувреме, значи, ќе има исто на 3 август еден исто, би рекол, мега спектакл, а тоа е презентирањето на светскиот познатиот DJ Армин де Ван Борен, со тоа што знаеме, тој соработува со голем дел и со голем број на мега звезди и се очекува поточно стадионот Петар Милошевски во Битола да има еден прекрасен настан кој што ќе го привлечи вниманието и на поширокиот регион. Но, во склоп на битолското културно лето влегуваат и традиционалните манифестации, како Битола отворен град, Локум фест, Парков фестивал, Илинденски денови, Битолино детскиот театарски фестивал, Мјузикленд, фестивалот на староградска музика, Широк сокак во бело, фестивалот на хармониките, фестивалот на шест раце, има уште повеќе фестивали. Да, тоа е убавината на овој фестивал, што е составен од повеќе фестивали. Се надеваме дека во рамките на овој фестивал на Битфест дека од годинава ќе имаме уште еден фестивал плюс, меѓутоа се уште чекаме известни, како да кажам, сме во преговори со одредени луѓе и мислам дека ќе се започне со уште еден додатен фестивал во кој што ќе имаме можност да се запознаеме со технолошките аспекти на уметноста, со 3D мапинг, со лайт дизајн и меѓутоа за тоа потоа. Знаете вие битолчани како треба кога е во прашање културата и ваквите настани,
Тоа сте го докажале многу пати. И ова што го правите не е наменето само за граѓаните на Битола или пак за туристите или жителите на околните општини. Вие веќе неколку години наназад докажавте дека со културните манифестации кои што ги правите во текот на годината може да привлечете и странски туристи. Имено, баш и тоа сакав сега да го надополнам, со оглед на тоа дека Битфест како фестивал има и продолжение на таа така наречена зимска приказна што си ја имплементираме ние во Битола, во која што се поканети гостуваат голем број најстрадни звезди, се со цел да им се понуди забава на широкиот аудиториум. Значи, минатата година и годинава исто, значи, дочеците на плоштад на платото во офицерскиот дом, тоест официјално културен и информативниот центар, представуваше место каде што веќе секој доаѓа и си поминува феноменално, фантастично и сите после тоа пуштаат пораки по месенџери, по вибери, да трае уште повеќе, да го направиме наредната година уште побогато и да трае подолго. Меѓутоа, сепак тие се реалните можности, бидејќи сепак фестивалот како фестивал, зимска приказна завршува негдека за време на Божик, така да сепак мислам дека е доволно за да не влеземе во другите празнични денови, малце и нека одморат со религиските слави. Ме интересира, Битола е позната дека во летниот период е преполна со нашите иселеници кои што доаѓаат во текот на летото во својот роден крај. Колку им значат овие културни манифестации? Јас можам да кажам во име на мојата институција, на Културен информативен центар, дека посетата и тие како публика, како аудиториум се, како да кажам, не неопходни, него често пати доаѓаат и имаат една носталгија, значи најнапред кон тој објект ги врзуваат некои други спомени. Ние успеавме во минатата година да реализираме преку 430 настани, значи зборувам под настан концерт, кој што минимум трае 40 до 50 минути, во кој што сме реализирале многу кинопроекции исто, сме реализирале трибини, сме започнавме активности во кои што се обидуваме да едуцираме публиката, во соработка со општината, исто така организираме повеќе трибини, повеќе работилници и сметаме дека сме на добар пат со оглед на тоа дека можам да кажам дека еве изминатата недела имавме 4 концерти во кои што се бараше столче повеќе, ако може така да се каже. Со оглед на тоа дека веќе класичната музика како израз класична е дел од секојдневието кај Битола и битолчани, со оглед на тоа дека еве минатата вечер камерниот оркестар настапи во свечената сала и имаше 130 луѓе кои што беа воодушевени и цело време инсистираат и сакаат. Значи веќе станува секојдневие и сега за почеток започнавме и мал експеримент, ако може така да се каже, со тоа што почнавме како матине, значи во сабота во 12 часот, во работни денови во 12 часот да организираме концерти и можем да кажем дека се посетени до последно столче. Значи, верувам дека е така затоа што битолчани знаат да уживаат, особено оние повозрастните знаат да уживаат и во концертите, а ги враќате вака еве со ова матине ги враќате во нивната младост. Да. Тогаш кога им било најубаво. Инаку културно-информативниот центар како институција е значаен партнер на општина Битола, како во подготовка на програмските содржини, така и во обезбедување на логистичка поддршка во реализација на програмата. Но вие како институција не го работите само тоа. Имате и ваши настани што ги реализирате, а она што го планирате во следниот период е навистина интересно. Да, значи
Културниот информативен центар веќе почна малце поинтензивно да влегува во продукцијски работи и ако може така да се каже покрај Серенадата што беше комплетно во наша продукција, влеговме во разговори, во преговори со повеќе музичари од не само од Македонија, него од целиот регион и како да речем пробно нешто беше тој настан кој предизвика воодушевување во широкиот регион, Премин 25, во кој што во соработка повторно со Националната институција Народен театар Битола и Центарот за култура Битола и нормално во соработка со општина Битола, која што исто така ни помогна во одредена логистика, направивме еден мега концерт кој што мислам дека во последниве 3 до 4 години не се зборувало толку долго и по неговото завршување. Со тоа што значи во годишната програма КИЦ има повеќе елементи од значи ние се обидуваме прво да им појаснам на публиката дека Културниот информативен центар не навлегва во секторот на театарот, не навлегва во секторот на Националната институција Дом на културата, не навлегва во секторот на музеј, него ги надополнува оние елементи кои што тие програмски или можеби дел од нив се настрана од нивните статутарни работи кои тие треба да ги имплементираат. А од друга страна ние имаме можности, имаме прекрасен тим, прекрасни луѓе. Значи ние сме околу моментално 16 луѓе кои ги имплементираме сите тие работи и настани и ги реализираме. И веќе сега можем да најавам дека на 22 во предвечерието, тоест 25-ти, ќе не биде првото поголемо саем на книга во кој што ги поканувам сите издавачи. Веќе е поддржан со Министерството за култура и туризам на Република Македонија, каде што заеднички веќе почнуваме да бидеме партнери малце на една повисока инстанца. Веднаш потоа, значи започнуваме со втор, да речем така, поголем проект во кој што сакаме исто на 7 август во претпоставувам во Хераклија ќе биде, каде што ќе бидат поканети четворица заеднички концерт ќе имаат свирачи, тоест на кларинет, значи тука Исмаил Љубановски, Горан Бојчевски, Благо Љамњов, Благојче Трајковски во аранжмани, обработка на аранжманите на Оливер Јосифовски и Миодраг Нечак. Така да тоа се надевам дека ќе биде исто така еден поприлично добар настан. Јас верувам дека тоа ќе биде одличен настан. Со оглед на тоа дека можеби тие се меѓу сите четворица се меѓу 5 најдобри кларинетисти во Европа, така да тоа ќе биде прекрасно живување за публиката и ќе најде на добар одзив кај љубителите на добрата музика. Значи тоа ќе биде музика во која што ќе се инсистира и се прави тоа да биде дел од македонската приказна, каде што ќе се обработат доста стари фолклорни песни кои што можеби некои за прв пат ќе бидат пуштени во аудиториумот. Она што ми го кажавте пред разговорот е нешто што мене ме воодушеви, а тоа е вашиот план за 3 постојани поставки во офицерскиот дом. Па јас не би рекол тоа дека се поставки, повеќе тоа се како спомен соби. Тоа е оддавање на почит кон одредени луѓе кои што придонеле да се развива културата во Битола. Значи јас би тргнал со можеби првата соба во која што ќе посетителите на офицерски дом ќе имаат можност да ја видат и да ја проследат и да ја слушнат историјата на музичка Битола. Сега нека ми простат, меѓутоа Добро, вие сте единствениот град во држава кој што го носи епитетот град на клавирите и градот на клавирите, тоа е веќе за од септември, меѓутоа сега да се завратиме на оваа приказна. Значи каде што ќе го видат и ќе се слушнат и ќе се запознат со секој кој придонел во музичкиот свет, дали на креативен, дали на изведувачки, дали на едукативен или образовен. Значи од Битола потекнуваат многу музичари и ќе има можност на така во таа соба
ќе бидат поставени 2 монитори во кои што ние веќе ги селектиравме, има околу 340 песни во кои што се спомнува градот Битола, така да со слушалки со новата технологија ќе можат селективно да се слушнат која сакаат песна, да видат основни информации, како настанала, зошто настанала, мала историографија и мислам дека тоа е веќе наидовме на воодушување на голема соработка од страна на музичките работници во градов и се надеваме дека за многу краток временски период дека тоа ќе биде реализирано. Втората соба е собата која е посветена на градот, тоест на офицерски, на самиот дом, значи почетокот, внатре се повеќето историографија во која што успеавме да ги најдеме фотографиите кога биле копани првите темели, кога било даван курбан за тој дом. До ден денешен, заклучено со зимската приказна, па ако започне и Битфест 2025, па може би до оваа година ќе има една фотографија. Меѓутоа, сите подеми, сите падови ќе бидат инкорпорирани во едно место и со билингвални се сите работи, што и кажам, тоа да не смеам да го заборавам. Значи некои се и повеќе, значи на македонски, англиски и на турски некои делови се. И третата соба е како генералска соба, така си ја водиме, уште немаме официјален назив, во кој што се ферманите, указите кога што биле дадени за офицерски да се изгради, плюс тоа нели знаеме дека тука биле сите доаѓале големците, пашите, сите тие, значи така да со сите фермани, со турбани, со ќе биде така едно би рекол доживување за странските посетители. Значи тоа е пред се наменето за туристите кои доаѓаат и од страна на другите земји, значи не зборувам само од Турција, значи бидејќи во Битола ние на дневна база имаме, ајде, можеби да не претераме, меѓутоа 2-3 туристи на дневна база влегуваат во градот Битола. Така да покрај културната офицерски да понуди малце и туристичка понуда и се надеваме со догледно време од наредната година да почнеме и со сувенири, со некои такви работи. Јас верувам дека сето ова ќе биде полезно и за нас, за домашните туристи, оти не сите ги знаеме некои важни моменти од историјата на нашите градови, овде конкретно на Битола. Да, значи копајќи низ архивата, јас например не знаев, дојдов до една многу интересна информација дека тоа е документирано, значи веќе може да се презентира во јавноста дека Битолскиот оркестар во 1896 година настапувал на првите олимписки игри во Атина на отварањето. Значи некои такви информации сега. Ете има со што да се да не откривам понатаму. Значи наидовме на некои раритетни информации кои што и постарите битолчани ги знаат, ама еве веќе сега ги документираме и ги архивиравме. И сега треба да ги знаат и младите, а не само. Се надеваме, да. Божиновски, јас ви благодарам што бевте денес дел од нашата емисија. Верувам дека не само што посакувам, туку и верувам дека годинава Битфест ќе привлече многу публика и дека ќе прикаже прекрасни не само концерти, туку сите оние планирани културни манифестации што ви се, а љубителите ќе уживаат во се она што ќе имаат можност да го видат и да го чујат. Благодарам за поканата, се надеваме дека ќе оправдаме довербата на граѓаните и дека ќе ги исполниме сите ветувања со оглед на тоа дека имаме од фестивал за деца театарски, па се до, да речем, најсовремените трендови на музичка презентација, значи со сите тие звучни и визуелни ефекти.